Актуелните политички случувања правиме со универзитетскиот професор Владимир Божиновски. Божиновски, добро вечер. Добре дојдовте во Дневникот. Благодарам поканата. Пред малку заврши средбата Мицковски Таравари. Од оние остри пораки кои што се ги упатија претходно во текот на денот, слушнавме позитивни пораки по средбата. Продолжуваат разговорите. До крајот на мај велат треба да се донесе конечна одлука. Како ви изгледа овој исход? Па добро, мислам дека е очекувано, затоа што тоа треба да се анализира и од аспект на Таравари, неговата партија, и од аспект на ВМРО-ДПМН и од аспект на владата, кој што би можел да добие, кој што би можел да изгуби во зависност од самиот тек на настаните. Генерално на ВМРО-ДПМН му одговара да има стабилна коалиција. Со тоа да сега веќе не можеме да говориме за вреди во која што е и дел од Алијанса за албанците, но ние се уште можеме да говориме за вреди и Алијанса на албанците како дел од владата, се разбира во договори со компромиси со останатите партии на коалицијата вреди, која што прераснува во единствен политички субјект. Исто така и на Таравари не му одговара да се разбира да остане сам, затоа што уште пред да излезе он со соопштение дека ќе настапуваат сами на локалните избори, веднаш се обиде некој да налепи етикета дека ете коалиција со ДУИ веднаш, што во принцип може да му наштети, затоа што генерално гласовите на вреди и на Алијанса на албанците беа гласови кои што гласа против ДУИ. Таа коалиција беше формирана како антипод на ДУИ. И знаете дека без разлика на актуелните рейтинзи при одредени промени, политички промени, власт, опозиција, опозиција, власт, не значи дека тој рейтинг ќе остане. Значи, во политиката 1+1 никогаш не се 2. Ги гледав последните резултати од последната јавно објавена анкета на Market Vision, во која што убедливо Арбен Таравари стои најдобро во коалицијата вреди со поддршка од 5,8% од вкупниот 13%. Значи речиси половина од довербата ја има Арбен Таравари во коалицијата вреди, но дали таа би останала иста поддршка доколку Арбен Таравари се приклучи на Ахмети? Добро, знаете дека освен моите анкети, други анкети не сакам да коментирам. Затоа реков последната чисто објавена. Професионално да, но она што е значајно е дека гласовите на вреди произлегуваат од сите 4 политички субјекти. Сега некој може би има помалку, некој може би има повеќе. Но она што е значајно е дека сите тие гласови произлегуваат од оние гласачи кои што се на некој начин разочарани од ДУИ или се против ДУИ. Така и настана таа коалиција. Сега, многу е тешко на тој гласач потоа да му објасните дека еве, вие гласавте против ДУИ, но еве сега ние ќе правиме некаква коалиција со ДУИ. И затоа и веднаш, по одвојувањето на господинот Таравари од таа коалиција, веднаш се пуштија тие гласини, а со цел, да се направи одредена штета. Сега, доколку тоа се покаже во иднина, иако ја искрено не верувам затоа што не гледам што може да се добие, но доколку никогаш не вели никогаш, доколку се покаже тоа дека е точно, тоа не значи дека сите оние гласови кои што излегле на избори и гласале за таа политичка партија, дека повторно би гласали и во ваква поразлична, би рекол, политичка констелација. И затоа мислам дека овој исход, е очекуван и во принципи оди во прилог и на владата и на ВМРО-ДПМН, но и на Таравари, затоа што тука се остави една, би рекол, можност за одредена коалиција или повторно некакви преговори помеѓу Таравари и вреди евентуално за локалните избори. Иако он вели дека ќе настапува сам, сепак локалните избори имаме и гласање за листи, но и гласање за градоначалници, што е многу позначено, би рекол. А особено во тој етнички албански блок, овие избори ќе бидат многу значени, затоа што ќе биде навистина неизвестно. Во останатите општини мислам дека е горе-доле јасно како се позициите. Преголема е предноста на ВМРО-ДПМН за евентуално да говориме за некаков, не знам, интересен изборен епилог. Прашањето е само колку и дали ќе успее СДСМ да освои некои од
од општините. Но ваму ќе биде исклучително интересно и во зависност од распоредот на силите се разбира ќе се добијат и победниците во. Заради тоа веројатно и оваа голема битка пред изборите, но само да го затвориме ова прашање во однос на владината коалиција. Ако велите очекувано беше ова што се случи попладнево во владата, што е очекувано да се случи до крајот на мај? Најверојатно според вас да остане Таравари во владината коалиција? Искрено мислам дека со тоа решение би добиле и Таравари и Вреди. Тука од аспект на ВМРО ДПМН нема многу да смени во однос нели на изборите, на локалните избори, но за ВМРО ДПМН е добро да се фокусира на изборите, најместо да се фокусира нели на помирување на владините меѓу владините партнери кои што се. И од тој аспект да се разбира дека ќе значи, но многу повеќе ќе значи за алијанса за албанците, крилото нели на Арбен Таравари и за Вреди, бидејќи тоа остава простор за одредена комуникација. Иако нели беше тензично и се изрекои некои изјави од типот дека нема веќе што да се бара заедно, дека тоа ќе идева, многу повеќе ќе им одговара доколку настапат заедно, отколку ако настапат посебно. Тогаш ниту Таравари може да добие многу, а од друга страна Вреди може да изгуби одреден дел од гласови. На овој начин се остава простор за тоа. Владата продолжува да функционира. Се едноставно мислам дека ќе следи период во обиди пред се од страна на ВМРО да помина премиерот Мицковски да некако се обиде да ги седне заедно на маса до вчерашните партнери и да изнадат решение кои што ќе им одговара. Бидејќи некако делува дека сакате да кажете дека ова се изборите во кои што има можност Али Ахмети да биде пратен во подолга политичка пензија. Доколку победи Вреди, да. Доколку победи Вреди, но затоа ќе кажам многу е неизвестно. Доколку не се остави простор за соработка, особено за некаква поддршка, да речеме, за кандидати за градоначалници, тогаш дојдува многу посилна шанса. Сега Али Ахмети од друга страна најавува протест на улица, вели ако Бектеши се најде на листата осомничени, неверојатно туку сигурно е дека ќе се најде на листата обвинети за пожарот во дискотеката Пулс, ќе излезе на протест на улица. Колкава е моќта на Али Ахмети да направи такво нешто и со таков чекор да предизвика предвремени парламентарни избори? Не, предвремени Видете, јас во изминативе 2 до 3 недели бев на повеќе интервјуа и кога се говореше за оваа темата, само да повторам уште една ставот. Не верувам дека ќе имаме предвремени избори заедно со локалните. Во зависност од локалните можно е, пак ќе кажам можно е, не значи дека е веројатно, но можно е евентуално да има некакви избори следниот мај-јуни. Евентуално, но за тоа треба да ги видиме резултатите од изборите. Секој има право на протест и тоа е загарантирано и демократско право. Протестите имаат повеќе намени, меѓу другото и за мотивирање нели на сопственото гласачко тело, доколку протестот се разбира организиран од политичка партија. Она што е значајно е дека не само за случајот за господинот Бектеши, туку генерално за сите оние кои што се на некој начин инволвирани или лица од интерес во целиот, не само осумничени, туку лица од интерес во случајот кој што се покрена по она страшна трагедија која што не се случи во Кочани, е да има транспарентност. Значи, таа истрага мора да биде транспарентна. Се разбира, се уште во почеток и многу информации не може да се откријат за да не се наруши истрагата. Но час поскоро све што е надвор од нарушување на тој предистражен истражен процес, мислам дека треба да се сподели со јавноста, бидејќи не е само за случајот Бектеши, него генерално граѓаните сакаат да добијат информации, сакаат да дознаат прво што се случило, зошто се случило, како се случило и едноставно сите очекуваме тој процес да има една завршница во која што навистина ќе бидат најдени оние кои што се одговорни и ќе ја добијат заслужената казна. Со цел да не ни се повторува повеќе, затоа што ова е само еден во една низа случаи кои што се случува и мислам дека тоа им е јасно и на власта, знаат дека не можеме сега пак нели како што минатата власт правеше и затоа е таму каде што е, дека кабелот бил крив, дека не знам полицајката се удирала од пајакот, дека возачот или воланот бил за дурмотур, за ласкарци, значи све она што се случуваше, туку ни е потребна истрага која што ќе биде транспарентна,
која што ќе биде чиста, каде што ќе има информации и каде што оние кои што се виновни ќе се ја добијат заслужената казна. Тоа го бараат граѓаните. И како продолжение да се отворат сите оние случаи кои што беа претходно водени за претходните трагедии, да се види дали навистина кабелот бил крив или не знам воланот или шоферот и така натаму. Во една ваква ситуација што може да постигне Ахметина улица? Да се обиде да го мобилизира своето гласачко тело, но пак ќе кажам, доколку имаме информации за истрага, доколку процесот е транспарентен, тогаш навистина не верувам дека може туку така да се предизвика тезија. Поминати се оние времења кога едноставно за неколку минути можеше да се создаде една толпа која што ќе предизвика тезија од едната, од другата или од третата страна. Рековте дека локалните избори се многу важни во условно речено на албанскиот блок, меѓутоа веројатно се важни и за помалите коалициони партнери во владата. Дали тоа е причината што дел од партиските лидери најавуваат повторна трка на локалните избори? Се споменува името на Максим Димитриевски, дека повторно ќе оди во трка за градоначалничкото место во Куманово и позиционирање за можноста да има предвремени парламентарни идната година. Пак ќе кажам, парламентарните не ги исклучувам. Ја мислам дека е навистина многу малку веројатно да бидат заедно со локалните, но има одредена веројатност да бидат следниот, речеме, мај или јуни. Тогаш и генерално ќе има околу 2 години, значи на пола мандат би била владата. Едноставно тогаш и можете да повикате на некакви предвремени избори и да покажете што сте сработили. Доколку се претходно нема доволно време едноставно. Она што е, видете, Максим Димитриевски успеа да победи во Куманово и минатиот пат и покрај силните притисоци. Знаеме све што се случуваше. Не гледам сега од позиција кога неговата партија е дел од владеачката коалиција, зашто повторно не би се кандидирал. Перцепцијата за него во Куманово е генерално позитивна и така да мислам дека и е очекувано он да се кандидира повторно. Очекувате во таква ситуација ВМРО ДПМН да му даде целосна поддршка или да оди со свој против кандидат? Мислам дека тоа ќе зависи од тој договор што би бил меѓукоалицијски. Поедноставно би било доколку ВМРО ДПМН му даде поддршка, затоа што на тој начин може да се групираат гласовите. Дали тоа така ќе биде, ќе видиме, се разбира, ова е само една претпоставка. Што очекувате да направи Социјалдемократскиот сојуз на овие избори? Видовме попладнево објавија отворен повик за сите кои што се заинтересирани да се само кандидираат за градоначалници. Каква порака испраќа овој повик? Нема доволно луѓе внатре во партијата или што се случува? Знаете како што се случува, мислам дека они треба најдобро да покажат. Не може да претпоставуваме. Она што е значајно е дека само сега ќе се обиде да се отвори кон граѓаните. Она е исклучително затворена. На изминатите неколку изборни циклуси, да речеме, особено за локалните избори, се кандидира одредени луѓе кои што не требаше да бидат кандидати. Знаеме дека една од причините и за тоа што Максим Димитриевски, бидејќи го споменавме, го напушти се да се беше затоа што се обидува да го сменат на минатите локални избори, така да сега ќе се обидат они да се отворат кон граѓаните, да се обидат да привлечат. Мислам дека е се уште рано, затоа што има премногу опашки има владењето на СДСМ, но тоа е според мене еден добар потек и после извесен период, доколку се продолжи со одредена отвореност, обид да се привлечат нови кадри, можеби нови политики, нови идеи, тоа и ќе вроди со успех, но за тоа се разбира треба време. И да, сега е навистина многу тешко да најдете кандидат кој што би излегол и би се кандидирал како представник на СДСМ за која бил општина, токму поради актуелниот рейтинг кој што го имаат, а кој што е доста незавизен. Се разбира, не можеме да ги обвинуваме сегашните структури во СДСМ или целосно да ги обвинуваме дека дел од нив беа и дел од претходната структура за она што се случува, но навистина имаше многу погрешки во изминатите 7 години за време на владењето на СДСМ и сега е навистина тешко вие да најдете човек кој што ќе дури мислам дека и полесно некој да излезе како независен кандидат доколку има одредена поддршка во својата локална средина, а СДСМ да го поддржи отколку да биде кандидат на СДСМ. Ќе видиме како ќе се случува. Разбирам, за крај морам да ве прашам само во интерес на времето, каков кандидат за градоначалник му е потребен на Скопје после дебаклот со Даниела Арсовска?
Па некој како Коце Трајановски. Работник? Таков кандидат ни е потребен. Мислам дека Коце Трајановски тука не навлегувам, значи не воопшто не е важно од која партија, како партија, Коце Трајановски беше човекот кој што навистина направи најмногу за Скопје, ни треба таков тип на човек кој што ќе успее да направи повторно, нели, нешто за градот и да малку да се потсетиме на тие убави времења додека беше он градоначелник. Добар совет до партиите Пежиновски. Благодарам многу за ова.